Добро вечер. На светскиот ден на лицата со аутизам од студиото на регионалната К1 ве поздравувам. Ова е централниот дневник, и ве ги настаните кои го одбележаа денот. Проектите Купи куќа, купи стан и Купи куќа за млади презентирани во Демир Капија. Државната изборна комисија ги извршува последните теренски прегледи за прочистување на избирачкиот список. Објавен оглас за закуп на нови 1100 хектари државни земјоделски површини во 5 општини, меѓу кои Велес и Свети Николе. Во Демир Капија презентирани проектите Купи куќа, купи стан и Купи куќа за млади. Најголем интерес покажуваат младите лица и брачни парови. Проектите се поволни бидејќи досега во оваа општина нема ниту една социјална зграда за млади брачни парови, вели градоначалникот Димитриев. Граѓаните на Демир Капија детално се запознаа со условите и поволностите од проектите Купи куќа, купи стан и Купи куќа за млади. Преку караванот на Министерството за финансии беа презентирани финансиските модели за помош при изградба или купување на нов дом. Посебен интерес за државните субвенции имаат помладите лица и брачни парови кои имаат желба што поскоро да го решат станбеното прашање. Како млад брачен пар, сакаме да искористиме овие пари од овој проект и мислиме да надоградиме нешто од нашиот стамбен објект. Мислиме дека има услови од овој проект, пошто гледам дека од овој проект дека владата стварно донира повеќе средства и е издржливо да се прави, да се доградува или да се купи некој стан или куќа. Проектите се поволни за младите со оглед на тоа што во Демир Капија немаме ниту една социјална зграда за млади брачни парови или социјални случаи, изјави градоначалникот Трајче Димитриев. Од Министерството за финансии имаше одека една работилница што ги запозна младите брачни парови кои што сакаат да изградат дом или да купат стан, така да мислам дека тоа се едни одлични услови за нашите млади и да на некој начин младите и да не ни бегаат од Демир Капија, а ние па да се потрудиме да им најдеме работа. Од локалната самоуправа информираат дека според барањата на Министерството за транспорт и врски, одвоена е парцела со 100 плаца, кои ќе бидат идни локации за сите корисници на проектот Купи куќа за млади. Дополнуваат дека владата ќе ги реши сите инфраструктурни проблеми на тие парцели, се со цел граѓаните да ги искористат бенефитите од проектот. Државната изборна комисија ги извршува последните теренски прегледи за прочистување на избирачкиот список. Најголем дел од граѓаните кои се на списокот со неконзистентни записи се пронајдени на постоечките адреси. Елица Радевска посети некои од семејствата. Најголем дел од граѓаните кои беа на списокот со неконзистентни записи се пронајдени на посочените адреси. Вела дека се револтирани затоа што морале во сопствениот дом да докажуваат дека не се фантоми. Не посетија, не праша колку време живееме тука, се нормално, ја тука сум долго време, некаде 20 години живеам тука, пред тоа живеев во Скопје, сега оваа адреса тука сум 20 години. 67 години живеам тука во Истан. Откако сум се родил, тука сум. А сопругата, откако сум се оженил, сопругата е со мен. Јас сум веќе 40 години уставам. Не сме се преместили, друго живејалица немаме. Кај гласате вие? Ние гласаме тука во местната заедница. У нас. Да. Дел од анкетираните револтирани од лицата кои ја вршат теренската проверка од ДИК. Велат се однесувале дрско, им барале лични карти, а не се представиле кои се и што сакаат. На ке пети нешто беше кога дојдоа и ми викаат, и он мене ми вика рече, ми чука на врата, ми вика рече, дај ми ја личната карта. И на терате ви на жената, пишани сте, вика нешто. Викам, дај да видам што сте пишани, дај ја тоа да го видам и дај ти црно на бело, имаш ли дека си од што си? Он не, вика. Само ти ме дај ми ги личните карти, ја да ги запишам, вика, податоците, ја викам лични карти не видам. Дај ми ги вика личните карти, твоите и на мажот.
слушај, викам да ти кажа, јас без мажот ми лична карта не дам. И плюс, викам, тие документи што ги носиш, да видим јас, на што подпишувам, може да ме тераш у затвор ти мене. Така не се давам, така ли е? Така не се подпишува. Може ми, ти ми го земе станот. И викам, ја не подпишувам. Кај ќе дојде мажот ми, нека дава, нека ноде кој од државна или што си, тој нема проблем од кај нас. Не ми кажа од кој се луѓето? Ништо не кажа. Само вика подписи, дај личната карта и подписи. Како бе да подпишем, човече? Ја не можем да подпишем, и плюс и не ми дава да видим што е работава. Теренската проверка на Државната изборна комисија завршува на 3 овој месец. Целта е да се прочисти избирачкиот список, нешто што пред изборите закажани за 5 јуни го бараат сите политички партии. За актуелната политичка состојба во земјава, како и за прочистувањето на избирачкиот список, претеникот во Собранието на Република Македонија од Социјалдемократскиот сојуз Маријанчо Николовски говори во емисијата Отворено за, која вечерва ќе се емитува на К1 телевизија со почеток во 21 часот. Сега на 3 април треба да заврши теренската проверка, треба ДИК да усвои извештај колку од тие што требало теренски да се проверат се во ред, колку не се во ред, и тогаш ќе се создаде една слика за валидноста или чистотата на избирачкиот список. Има разни ситуации, дека меѓутоа во најголем број случаеви проверката си тече нормално во ред, и се надевам дека нели покрај тоа што имаме представници во ДИК, има можност и со анкетарите кои што беа одбрани од страна на ДИК да има и представници на политичките партии како еден вид контрола на тие проверки кои што се вршат, и очекуваме на 3 април да заврши таа проверка и тогаш ќе знаеме точно каков проблем има и дали постои во избирачкиот список. Унијата на млади сили на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кавадарци денеска промовираше дел од проектите и мерките наменети за младите. Кавадарчани и случајните минувачи на градскиот плоштад имаа можност да се запознаат со мерките кои беа промовирани изминатиот период од страна на ВМРО ДПМН. Унијата на млади сили од Кавадарци промовираше дел од проектите и мерките наменети за младите. Кавадарчани и случајните минувачи на градскиот плоштад имаа можност да се запознаат со мерките кои беа промовирани изминатиот период од ВМРО ДПМН. Кавадарци ја промовира мерката на владата, односно што ја спроведува Агенцијата за вработување за обуки на млади невработени лица до 29 години. Обуките зафаќаат IT обуки и странски јазици. Во делот на IT обуки ќе се има обуки за Word, Excel, PowerPoint, додека за англиски јазик ќе се за англиски јазик, за француски и за германски јазик. УМС разговара, споделуваа идеи и им ги представуваа проектите на граѓаните. Тие напоменаа дека во изминатиот период беа промовирани повеќе мегапроекти за млади и дека тоа се конкретни мерки кои дел од нив веќе се спроведоа, а дел ќе отпочнат во иднина. Значи, со оваа мерка, околу 2000 невработени млади лица, активни баратели на работа, ќе можат да се стекнат со основни вештини, компјутерски вештини и вештини и знаење на странски јазици. Апелираме до сите млади лица до 29 години, невработени, да за подобра информација да се обратат до Агенцијата за вработување во Кавадарци, каде што и ќе можат да се пријават. Ваквите активности се доволен показател за грижата на ВМРО ДПМН кон младите, велат од Унијата на млади сили. Во 5 општини ќе може да се закупат државни земјоделски површини. Со ново објавениот оглас, населението во близина на Свети Николе, Велес, Прилеп, Пробиштип и Радовиш има предност за закуп на парцелите кои не се поголеми од 3 хектари. Објавен е оглас за закуп на нови 1100 хектари државни земјоделски површини во 5 општини. Станува збор за општините Свети Николе, Велес, Прилеп, Пробиштип и Радовиш, а предност за закуп има населението во близина на земјиштето.
Понудените парцели не се поголеми од 3 хектари. Нивите можат да се користат за период од 15 до 70 години, а на нив може да се одгледуваат едногодишни и повеќегодишни култури, за лешници и за рибници. Максималната површина која може да се даде во закуп на еден земјоделец е до 3 хектари. Во рок од 30 дена од денот на објавувањето на јавниот оглас може да се поднесуваат понудите, а почетната цена на закупот за хектар се утврдува во зависност од местоположбата и катастарската класа. Предности има населението во близина на земјиштето, а изборот на најповолен понудувач се врши врз основа на највисока понудена годишна закупнина по хектар. Светот денеска го одбележува 2 април светскиот ден на лицата со аутизам. Најзначајните светски знаменитости обоени во сино по повод овој ден, а во Велес децата од градинката Димче Мирчев и посебното основно училиште Маца Овчарова младинскиот парк го обоија во сино. Светот денеска го одбележува светскиот ден на лицата со аутизам. Во глобални рамки овој ден се поддржува со обојување на знаменитостите, мостовите, државните институции и зградите во сина боја. Се палат сини светилки, се носи сина облека. Од младинскиот парк во Велес, обоен во сино, граѓаните и организаторите испратија порака дека лицата со аутизам треба да бидат прифатени од општеството, да имаат можност да развијат пријателство и соживот со останатите деца, да добијат рана диагностика, ран третман и право на едукација. Секако дека треба поголем активизам, значи прво и најважно е нашата социјална средина да биде подготвена за овие лица, затоа што се различни, но мораме да ги прифатиме, затоа што со самото тоа прифаќање ќе им дозволиме да бидат нивните родители да не се плашат од осудување од средината, да бидат вклучени во целиот купниот живот, а пораката што ја порачуваме вечерва да излезат сите граѓани на град Велес надвор да го видат светот кој што е обоен во сино. Настанот е во организација на посебното основно училиште Маца Овчарова и општинската јавна установа детската градинка Димче Мирчев од Велес, а покрај ова, во рамки на одбележување на овој ден, неколку делови од градот вечерва ќе бидат обоени во сино. Во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци беше промовирана втората книга збирка Вицови, лакардиите на Паја, на витезот на смејата Златко Вузевски Паја. На промоцијата освен кавадаречки музичари, актери, радиоводители и колумнисти, долгогодишни соработници и пријатели на авторот, специјален гостин беше Љупчо Бубокаров. На денот на шегата кавадаречкиот витез на смејата Златко Вузевски Паја со двојна доза на хумор ја промовираше својата втора збирка на вицови, авторски и преработени на кавадаречки дијалект, насловена како Лакардиите на Паја. Така, прво ме многу мило, што дојде пак тај се многу кавчани, многу народ. Бе изнаден малку од тоа збирна скеч на вицови од Димо и од Виден. За Бубо знае, вам не знаев што ќе биде тоа, што е штаст. Ali бев информиран дека што е Бубо како гост. Сам мило ме вака, кратко, живи и здрави, да би име уште многу пати така правим. Најчесто е инспирацијата од каде? Чаршијата. Најнормално. Кавадарци, да е Скопје, не, ама Кавадарци. Примерно знае, Чаршијата се Чаршијата. Вечерта на добриот хумор во Кавадарци одеше заедно со препознатливите лица од урбаната сцена Александар Малинков, Маријан Тодоровски, Дуле Стефанов, актерите Диме Коцевски и Видан Станоев, а специјален гостин на вечерта беше кавадарчанецот Љупчо Бубокаров. По самите имиња тие што ја пропуштија вечерта можат да претпостават дека имаше смеа до солзи. Од секој се не засмејава сите, мислам дека не треба посебно за ништо да го представуваме. И не треба толку да го фалим да не се уобрази. Не е никаква тајна дека јас многу од неговите работи, од 100% глупости, сум снимил и у К15 као скечеви и у Зајди сега која работев така по класични форми да речем. Организатори на промоцијата беа Домот на културата Иван Мазов Климе, како и локалната самоуправа и Советот на општина Кавадарци. Тој е скоро на секој составен дел од денот. Тогаш кога луѓето се под стрес, тогаш кога имаат недобар ден, тогаш кога е облачно, читаат нешто од неговите 100% глупости и си го разубуваат денот. Ова е втора мајка за Пајата. Првата беше, како што спомна, 2 февруари минатата година.
и мислам дека тогаш го скршивме мразот. Овој настан мислам дека беше многу по-добро организиран од страна на неговите пријатели и мислам дека кавадарчани кои што беа ова вечер во Домот на културата не зажалија. Златко Вузевски Паја е познат со децении на кавадаречката урбана сцена, како позитивец и еден од последните вистински урбани ликови во Кавадарци. Стандард и Пурс повторно го потврди стабилниот кредитен рейтинг на Македонија, раст на индустријското производство, креирање нови работни места. Економистите со став има услови да се оствари планираната стапка на економски раст во 2016 година. Ова се вестите од Македонија. Македонија и понатаму останува во категоријата на земји со стабилен кредитен рейтинг. Стандард и Пурс повторно го потврди кредит рейтингот на Македонија со ББ, со стабилен изглед. Во својата анализа, агенцијата напоменува дека и покри политичката криза, економскиот раст во 2015 година бил силен, дури повисок од очекуваното. Високиот економски раст од 3,7% од бруто домашниот производ, забележуваат, се должи пред се на растот на извозот од слободните економски зони и јавните инвестиции. Во однос на буџетскиот дефицит, Стандард и Пурс забележува дека во 2015 година тоа е помало од планираното. Агенцијата смета дека кризата со бегалците се уште не представува ризик за јавните финансии. Банкарскиот сектор е добро капитализиран, профитабилен и финансиран од домашните депозити. Мерките кои што беа превземени од Народната банка минатата година оневозможија негативни ефекти од грчката должничка криза да се прелеат во македонскиот банкарски сектор. Политичката ситуација останува неизвестна до изборите, кои се планирани во 2016 година, забележува Стандард и Пурс. Експертите сметаат дека добриот кредитен рейтинг е добар сигнал за странските инвеститори, но и потврда за добрите владини економски политики. Трендот на раст на индустријското производство продолжува и во 2016 година. Според последните податоци на Државниот завод за статистика, индустријското производство во февруари е зголемено за 15,2% во споредба со истиот месец минатата година. Статистика објавува дека паралелно со растот на индустријското производство расте и бројот на вработувања. За експертите, ваквите податоци се само реална слика на она што се случува на теренот. Растот на индустријското производство со двоцифрени стапки е позитивен тренд, велат економистите, кој ќе овозможи да се испорачат планираните стапки на економски раст и во 2016 година. Убиен клучниот лидер на екстремистичката група Ал-Шабаб во голема полициска акција разбиен албанско-грчко криминална банда. Ова е светот денеска. Грчката полиција разбила опасна криминална банда чии членови главно биле албанци. Групата се товари за 2 убиства и многу разбойништва. Според полицијата на која се повикува порталот Албеу, групата главно оперирала во периферијата на Атина. Уапсени се двајца албанци на возраст од 28 и 43 години, како и грк на 43 годишна возраст. Полицијата се сомнева дека дел од групата е уште еден албанец на 27 годишна возраст, кој моментно е во затвор заради грабеж. Истрагата потврдила дека групата е одговорна за убиствата на 53 годишен грк и една грчка старица, извршени во 2005 година. И двајцата биле убиени при разбойништва, кои во нивните домови ги извршила групата. Во американски напад со беспилотно летало во Сомалија убиен е клучниот лидер на екстремистичката група Ал-Шабаб Хасан Ал-Дор, кој бил вмешан во 2 претходни напади во Могадишу, соопшти Пентагона пренесе Танјук. Во истите напади во Могадишу биле убиени повеќе од 30 лица, меѓу кои најмалку 3 американци. Неколку американски представници изјавиле дека се убиени Дор и уште 2 негови соборци, пренесу американските медиуми. Други неименувани американски представници изјавиле дека нападот бил изведен на околу 30 км јужно од Цилип, од југот на Сомалија, во близина на границата со Кенија, и дека во нападот биле убиени Дор и уште 2 лица. Дор помагал во изведувањето на трагичниот напад за Божик 2014 година на аеродромот во Могадишу, како и во нападот во март 2015 во хотелот Мака Ал-Мукарамах, во кој беа убиени и американски државјани. Дор бил и член на Ал-Каида и работел за безбедносното и разузнавачкото крило на Ал-Шабаб.
Вардар ке во четвртфиналниот надпревар од Лигата на шампионите го совладаа норвешкиот шампион Ларвик со крајен резултат од 34:20. Со овој резултат ЖРК Вардар се избори за пласман на завршниот турнир во Будимпешта. Следуваат останатите вести од спортот. Вардар се пласираше во финалето на СХ лигата по победата над Загреб со 26:24 во шлагерот на отварањето на Final Four турнирот во Вараждин. Македонскиот шампион може да стане регионален трет пат во постоењето на СХ лигата, откако вчера вечер пред 5000-ната хрватска публика го надигра Загреб. Уште од почетните минути Вардар воспостави тактичка окупација врз надпреварот и тоа резултираше со криза во нападот на Загреб без постигнат гол цели 13 минути. Конкретно надпреварот влезе во судиски хаос со неколку нејасни одлуки, поништени голови и притисок од домашниот табор, но Вардар ништо не можеше да го задржи на патот до победата. Дејан Манасков беше најефикасен во македонскиот тим со 6 од 6 погодоци. Душебаев постигна 5, а Циндрик 4 гола, додека кај Загреб Златко Хорват предводеше со 6 гола. Павловик, Шебетик и Контрец имаа по 4. Финалето се игра внедела во 19 часот против Веспрем, противникот на Вардар, и во четвртфиналето од Лигата на шампионите, а во 16:30 Загреб и Мешков ќе се соочат за третото место. На дуелот во градски парк фаворитот Работнички без својот најдобар кошаркар Ѓорги Чековски, дури по продолженија со 90:88 успеа да го совлада младиот тим на последно пласираниот Бест. По регуларните 40 минути немаше победник на дуелот, па победникот се одлучи во продолжението, во кое до израз дојде искуството на капитенот на Работнички, кој постигна 4 од 8 поени, со што беше заслужен за триумфот на Работнички над Бест со 90:88. Капитенот на трофејниот домаќин Мираковски со 28 поени и по 6 асистенции и скока беше најзабележителниот кошаркар на теренот. Солидно одигра и Тасовски, кој оствари дабл-дабл ефект од 16 поени 15 скока. Кај Бест за одбележување играта на младите бекови Лазаревски и Митров, кој дуелот во градски парк го завршија со 28, односно 16 поени. 23-тото коло продолжува денес со надпреварите Фени Индустри, Куманово, Карпош, Соколик, Кожув и Струмица МЗТ Скопје. Европскиот првак Реал Мадрид се наоѓа на работна елиминација од Евролигата откако кралевите загубија во трилер надпревар против Алаборал со минимални 89:88. Кралевите беа многу близу до триумф во Баскија, но Бертанс со тројка на 2 секунди до крајот им го расипа планот над звездите на кралскиот клуб, кои сега за пласман во четвртфиналето ќе треба да слават во клучниот надпревар од последното коло на гостувањето на жешкиот терен против Химки во Русија. Домаќините стигнаа до победа над Реал благодарение на беспрекорниот шут од далечина, а најефикасни беа Джеймс со 27 поени и ексцентарот на кралевите Јанис Бурусис, кој оствари дабл-дабл од 25 поени и 10 скокови. Со ноќешната победа, кошаркарите на Бостон успеа да ја прекинат серијата од 54 триумфи на Голден Стейт на домашен терен. Бостон победи со 109-106. Сега Голден Стейт има скоро 68-8 победи порази и има шанси да го собори рекордот на Чикаго Булс од 72-10 од 1995-96 година. Најдобриот домашен играч Стеф Кари го промаши шутот за 3 поени во последниот напад, а со 29 поени сепак беше најефикасен. Кај Бостон, Ајзеа Томас постигна 22 поена. Леброн Джеймс со 29 поени учествуваше во победата над Кливленд над Атланта и сега се проби на 11-тото место на вечната листа на стрелци во НБА лигата и го мина Оскар Робертсон. Атланта и покрај поразот обезбеди место во плејофот. Денес имавме сончево и топло време со повремени облачни периоди. Метеоролозите и за утре најавуваат слично време. Еве ги деталите.
Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно.